Гранџалниче продолжува ревитализацијата на градските улици. Еве денеска се асфалтира и на улица Ѓуро Салај. Што значи овој проект, колкава е површината и продолжуваме ли со вакви активности по наредни улици кои што имаат потреба од ревитализација? Да. Ѓуро Салај, паркинг пред самите згради од 1200 метри квадратни, кој што беше во една рурирана, многу лоша состојба, повеќе од 20-30 години, и пристапната улица од улица Гоце Делчев, тоа е улица Ѓуро Салај со 500 метри квадратни, значи вкупно 1700 метри квадратни имаме само во оваа населба тука за асфалтирање. Не застануваме тука. Утре се асфалтира дел од Беласица, тоа е през градите Беласица паркинг и улиците околу Беласица, Слога и уште една улица ми се чине. Понеделник, вторник више континуитетот на асфалтирање продолжува. Улица 5 на кај Белкамен. Продолжуваме со улица Пионерска, Елиденска, Дисанска и уште мал број улици други кои што ги имаме. Да не ги набројуваме, текот да ќе ги следиме нели што ќе оде изградбата, така да од ова запоштување со асфалтирање, реци цело лето ќе имаме комплетно асфалтирање во град Кавадарци и во селските средини. Така да и патот за Дреново, од регионалниот пат до самиот село Дреново комплетно ќе се реконструира со инвестиција од 600.000 евра. Пари обезбедени преку ТАФ програмата од влада. Знаете дека отпочнавме со реконструкција од Клучката мотра од Дреново до Кавадарци, се продолжи од Глишич до Неготино. Мислам дека оваа година со ова асфалтирање, наредните 3-4 години ќе пробиеме само нови улици, ќе асфалтираме, старите улици скоро се ќе бидат реконструирани и обновени со нов асфалт. Општина Кавадарци работи и на друг проект, а тоа е ревитализација на фасадите. Овие згради на Ѓуро Салај се едни од постарите во градот. Рековте дека ќе има реконструкција и на овие фасади. 30 фасади до сега имаме обновено во овие 3 години. Оваа година со 2-годишна набавка, заедно усогласена со буџетот и со програмата за работа, имаме уште 40 фасади вметнато. Едни од нив се токму и овие фасади тука, комплетна реконструкција на фасадите. Мислам дека нема веќе да остане колективна зграда за година и пол која што нема да биде освежена во делот на фасадата. Тоа знаете и сами, го освежува и заштитува и изгледот на фасадата, меѓутоа енергетска ефикасност, а и самиот изглед кој што далеку на друго време. Колективното живење кај нас со тек на време треба да се менува. До сега не било баш почитувано како што треба по закони и прописи и не е инвестирано во самите згради во надворешниот дел, кај што многу лош одликуваат и за самата општина, меѓутоа и за самите станари, така да општина Кавадарци тој проект комплетно ќе ги обнови сите згради. Илинденска исто така дел од проектот кој што е за ревитализација на улиците, кога може да се очекува пробив или отпочнување градежни активности на ова значајна сообраќајница? Ние сега работиме Блажо Алексов, таа имаше промена на колекторски систем и комплетна промена на асфалтен слој и тротоар. Тоа е на инвестиција од 15 милиони денари. После Блажо Алексов одиме на Брајча Ѓунови. Брајча Ѓунови исто така сериозна улица со некои 18 милиони денари. И трета ќе биде Илинденска, која ќе биде исто така малку потешка за работа, пошто ќе има комплетно зменување на откружниот тек до центарот на целиот асфалт. Знаете, тоа е со ширина од 15 метра. Меѓутоа ќе има и ретровизација на продолжување на бит зоната од лева и десна страна, тротоарите од Стара автобуска до Лимба комплетна замена и дрворедот од двете страни ќе се замени. И осветлувањето исто така на Илинденска. Така да бит зоната која што сега имаме до Стара автобуска ќе продолжиме до уште 300 метра. Трета, односно четврта ќе биде улица Пионерска, пошто е во полоша состојба и таму ќе одиме со комплетна реконструкција, значи вадење на целиот асфалт, навелирање на улицата, ставање на носачки асфалт и ставачки на абечки асфалт. И улица Ресавска, да не заборавам да ја спомнам, пошто сега фреквенцијата на улица Ресавска драстично се зголеми, а и новата градинка до септември ќе биде готова. Улица Ресавска исто така ќе биде со 2 слоја, комплетно навелирање и ставање на 2 слоја за да може да таа сообраќајница има добар провод, пошто со отварањето на Западен булевар веќе фреквенцијата таму многу зголема.